Добро вечер, почитувани гледачи. 17:10, време за ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, секој понеделник сме тука за вас и со вас, за да ве информираме околу сите оние проблеми кои што ги имате во секојдневниот живот и се соочувате со нив, а станува збор за проблемите со здравието. Значи така и денес, веќе со мене во студиото го имам мојот денешен соговорник, ќе разговараме за една интересна тема. Уште повеќе што одлучивме да биде таа, бидејќи разговарајќи со него, дознав дека последниве 2 недели, кога станува збор за оние проблеми со вратот, вртоглавиците, главоболките, значи токму тоа бил најчестиот проблем на оние пациенти кои што се јавиле кај него нели за помош. Одговорниот за оваа тема е доктор Толе Битовски, кој што е специјалист физијатар и ни доаѓа од поликлиниката Јане Сандански. Значи, се надевам дека сите овие информации што денес ќе ви ги доставиме, а тоа се, значи, болките во вратот, главоболките, вртоглавиците, значи нестабилност, зуење во ушите, проблеми со видот и уште многу други симптоми кои што можат да ви се јават во однос на овие проблеми. Значи, ќе објасниме што е причината за овие проблеми, која возрастна група најмногу е засегната, дали и помладата популација има вакви проблеми и зошто, кои се причините, значи третманот, како оди потоа во однос на санирањето, лекувањето на овие симптоми, ќе објасниме во текот на денешната емисија. Ајде, сега е време да ве поздравам и вас, доктор Толе, добро дојдовте уште еднаш во Ваш термин. Добро вечер, добро ве најдов. Било ми е што учествувам на вашата емисија. Така. Од време на време, значи јас ве повикувам овде да говориме на овие теми, на овие проблеми, за овие проблеми воедно, како што кажав, изминативе 2 недели. Токму овие проблеми за кои што денес ќе говориме биле причина за за доаѓање на пациентите кај вас. Што мислите, зошто е тоа така? Да, има состојби во медицината кои што се јавуваат перманентно во некои годишни периоди. Инаку, тоа во некои претходни емисии исто така го потенцирав кога бев на дежурство по 24 часа, тоа може поочливо да се види, иако и сега и во 8-часовно работно време, овие 20 на дена е позастапена проблематиката со болките, односно вртоглавиците, главоболките, кочењето во вратот, во рамењата, во плешките, трнењето на рацете, па и проблеми со градниот кош, со срцето и така натаму, како резултат на проблемите што ги предизвикуваат промените во рбетниот стоп, односно промените, деформациите на цервикалниот рбет. Така да сите овие состојби што доаѓаат еве баш овој период може да имаат некоја хронологија, односно последица како резултати на метеоролошките влијанија, бидејќи денеска се почесто се збори за метеопатија, односно влијанието на климатските промени врз здравјето на луѓето. Меѓутоа, нели често пати се слуша што е метеопатија и така натака, меѓутоа исто така треба да се каже дека и таа метеопатија во одредени временски периоди делува на одредени делови. Да речеме при тие дежурства. Еве сега во мојата работа како специјалист по физикална медицина уочувам дека има денови каде што е позастапена една дијагноза што е почеста во однос во поголем процент изразено во однос на другите дијагнози. Така. Речеме кога сум бил дежурен, каснување од инсекти, каснување од животни, собраќајки, притисоци, доаѓаат поголем број пациенти со притисоци, а еве сега баш овие 20 на дена се поголем процентот на доаѓањето на пациентите кои што имаат проблеми кои што се предизвикани од промените на вратниот рбет. Така. Иначе целова симптоматологија што вие кажавте, а и сето на друга симптоматологија како што е трнење, ладнина по рацете, па промена на осетливоста на рацете, трнење на прстите, па исто така има промени во притисок, односно има тахикардија, забрзана работа на срцето. Меѓутоа и нели спомнавте ви главоболките, вртоглавиците, нестабилност, пореметување во сонот, во расположението,
придонесува баш во овој период да биде како резултат на вратните промени и мислам дека овие метеопатски промени, каде што една јака зима помина Така. и еве сега доаѓа нешто подобрување на временската прогноза, меѓутоа тоа е пропратено нели и со загадувањето како резултат имавме, на многу голема актуелнава загадување. ситуација, меѓутоа сепак оние климатски промени влијат баш да доаѓаат до израз баш симптомите од промените на вратот. Така. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи за оние кои што не следат, знаат дека можат да се приклучат во нашиот разговор, веќе можат да ги видат нашите познати телефони испишани на екранот и нашата денешна тема, па доколку имате некој ваков проблем, слободно можете да се јавите, да искомуницирате со нас, а доктор Толе ќе ви даде негово мислење, насока како да пристапите за решавање на вашиот проблема, колку што можевме да забележиме, еве, многу од неговите пациенти во овој период имале токму вакви проблеми. Ајде некако вака да започнеме, па се надевам да режија ќе ги пуштат оние сликички кои што ќе треба да го објаснуваат или да го преку слика да го прикажат овој проблем. Значи, што е причината за болките во вратот, главоболките и вртоглавиците, кои што, како што кажавме, многу почесто се чувствуваат во денешно време? Да. Во кратки црти да им објаснам на гледачите, вратниот трбет се состои од 7 вратни пршлени, Така. од кои што првиот вратен пршлен го викаме атлас, кој што и во денешно време атласот е нели како поиме доста често застави луксација, Така. изместување на првиот вратен пршлен. Другите вратни пршлени се 7 на број, од C1 до C7. Помеѓу нив има дискови, кои што се тие амортизерчиња на вратниот трбет, така да при сите оние дегенеративни процеси кои што настануваат со текот нели на живеењето, потоа неактивноста во денешно време, нели сведоци сме на све помалку физичка и спортска активност, све повеќе имаме престој во канцелариите на работните места, меѓутоа тоа да не биде пропратено, тоа не е пропратено со станување на 1 саат, да речеме, малце да се човек раздвижи, него се работи со саати во една фиксна позиција каде што мускулатурата се стега и таа мускулатура доаѓа до појачување на тонусот, до таложење на млечна киселина, до стегање на дисковите помеѓу пршлените, доаѓа еве до дископатија, ова е дискосхернија, која што е на еден диск помеѓу пршлените. Сега, од друга страна, па и неприпремени, кога децата, претежно помладите, кога одат во нели да билдува, да се припремат за на плажа, да имаат нели мускулатура појака, меѓутоа уште неприпремени. Еве тука ранциве се покажани неправилното носење на ранците. Така, колку може да влие. Дигат преголеми тежини и исто така преголема тежина при неприпремена состојба може да предизвика пореметување на овој дел нели од вратот. Исто така сите оние имуни заболувања, ревматоидни заболувања, остеопорозат исто така треба да ја спомниме. Потоа пиење на, да речеме, на кортикостероидна терапија, цитостатска терапија, потоа сите оние инвазивни процеси кои што се предизвикуваат, исто така неправилната исхрана, исто така треба да спомниме, придонесуваат за пореметување на вратниот трбет, така да еве да доаѓа до создавање на шилци, до создавање на дископатични проблеми, односно дискосхернични проблеми, а со неправилно држање на главата, еве го првиот вратен пршлен атласот. Тоа е тоа плавото? Е тоа плавото, да, кој што нема диск помеѓу атласот и окципиталниот дел, базата на главата, значи немаме диск тука. Така. И правилен зглоб е. Меѓутоа, со еволуцијата, површината на зглобовите не е онаа јака зглобна површина, така, него е малце послаба зглобната површина и доаѓа често пати до негово луксирање, односно исчашување, го викаме ние, народно, и доаѓа до онаа симптоматологија која што ја кажавте вие претходно. Така. Важно е што тоа луксирање на овој атлас, на првиот вратен пршлен, дископатичните проблеми, спондилозните проблеми придонесуваат до стегање на мускулатурата на вратот. Тука поменуваат артерии и вени кои што одат до вратот,
артеријата вертебралис оди нели до главата која што ги исхранува нервите, капиталните нерви на главата, така да тука може да поради нивна помала исхранетост може да дојде до доаѓање на симптоми, како што кажавте, со очите, пореметување со гледањето, на ушите, зуење во ушите, потоа може да дојде до нестабилност, бидејќи тука нели се наоѓа средно туво кое што придонесува за одржување на рамнотежата. Потоа може на јазикот, на непцето да дојде до трнење на јазикот, до трнење на непцето. Можеме да осеќаме и до тој степен? Да, може и вилицата да трни, и јазикот, и фарингсот, и така натаму. Неправилното држење на главата еве тука е представено, каде што модерно е сега нели со телефоните, каде што телефонот се држи нели напред, ние гледаме кој не бара, збориме нели да не биде дуво да биде понапред, каде што имаме наведнување на главата према мобилниот телефон. А ако знаеме дека мускулатурата на вратот држи глава која што е тешка 5 килограми, ако знаеме дека првиот вратен пршлен има тежина 15 до 20 грама, а држи глава која што е 5 до 7 килограми тешка, и рачунајте сега секое наведнување, научниците пресметале дека секое наведнување од 10% према напред на главата придонесува некаде за поголемо оптеретување на вратната мускулатура, значи за 100%. Рачунајте ако 60% е наведниме главата напред, тоа ќе биде некаде 6 пати повеќе. Значи ако тежината на главата е 5 килограми, ако ние 60% ја наведниме, 6 по 5 е 30 кила. Тоа значи вратните мускули на вратот, вратните мускули држат тежина од 30 килограми. Затоа не е препорачливо. Тоа е огромно оптеретување на вратот, што придонесува нели до сите непонатамошни деформации, до стегање на мускулатурата, до оптеретување на оние крвни садови на артерија вертебралис која што ги исхранува капиталните нерви во главата, и во исто време тука проаѓа нервус вагус, затоа ги спомнавме сите оние симптоми како што е тахикардија, нели покачен притисок, често пати пациентиве доаѓаат со тахикардија, нели покачен притисок, меѓутоа поради овие симптоми што се од интернистичка нели гледна точка, општите лекари ги претпраќаат први на интернист, меѓутоа кога ќе видат дека тука е све во ред, им советуваат интернистите да прават рентген на вратот и ги упатуваат. Исто така, ако имат проблеми со очите, со ушите, матичните лекари доста ни помагаат во нашата состојба, бидејќи ги препраќаат први на исследување. Ако има проблеми со ушите на ушно, па таму ќе се направат сите оние исследувања, ќе се види дека не е од таму. И знаат веќе од пракса, искусни се матичните лекари, ги праќаат на рентген. Ако се испратени на очниот лекар, ако види дека нема проблеми со очите, ги испраќаат исто на ортопед или физијатар, така да во однос на тоа матичните лекари доста ни помагаат за полесно да ја диференцијално диагностички и значи дијагнозата да ја одредиме. Симптоматологијата е многу широка, како што кажавте, први ги препраќаат секаде, па додека нели се утврди точната причина, и уште повеќе ги збунува нели пациентите кога станува збор за овие симптоми. Што ми се случува сега, зошто толку имам вртоглавици, зошто толку главоболки, зошто ми зујат ушите и видот и така натаму. Значи, како што кажавте, првин се помислува на многу други работи, а никако на основниот и главниот проблем, тоа е дископатијата или дискосхернијата на кичмениот столб, на вратниот столб, на вратната кичма. Која возрастна група е најзасегната? Со оглед на тоа дека, како што кажавме, денешново време и она што секојдневно го работиме, некако ни налагаат повеќе да сме нели, како да кажам, во некоја сидечка положба, да не се движиме многу. Има ли улога возраста или пак сите се засегнати на некој начин? Значи вака, околу диференцијално диагностички, матичните лекари си постапуваат правилно, нели? И јас да сум, и секој друг лекар така би постапил.
први тргнуваме од симптоматологија, ако е очи кај Така. очно, ако е уши кај ушно, ако е интернистички кај интернист, и така е окей. Оно е правилен начин, бидејќи не може да знаеме одма дека баш е од вратот, може да е од уво. Така. Меѓутоа, поголем процент излегува дека од вратот, иначе се случува да има нели сите овие симптоми да потекнуваат баш од таа проблематика што се испратени, меѓутоа ако не е таа проблематика ги испраќаат кај нас. Инаку има и према региите и према возраста, значи разлика. Така да ако спондилозата кај вратот, према оние испитувања што ги правев, оние трудови каде што проблематиката диференцијално диагностички кај мене што беа, ги имам класифицирано во неколку трудови каде што најчест проблем е проблемот со кишмата, односно дископатичните проблеми со кишмата, а на второ место доаѓа спондилозата на вратот. Значи вратот е на второ место. Значи сепак кичмата е на прво место. Да. Кичмата е на прво место, а спондилозата на вратот е на второ место, па сите други оние. Болки во рамо, во колкови, во колена, рамни стапала, кифоза, сколиоза и нели сите оние ред, меѓутоа овие се доминираат овие двете оболувања на кичмата и на вратот. Нормално е на кичмата, нели цела тежина е на кичмата, меѓутоа и на вратот е проблем што тежината на вратот паѓа на прошлените на вратот, а тие се и на дисковите на вратот, а тие се доста послаби од нели од цела она мускулатура што се наоѓа во кичмата и најчесто спондилозата се јавува некаде од 30 до 40 година, а дископатијата од 40 до 50 година. Тоа е према некои стандарди, меѓутоа веќе се пореметени тие стандарди. Веќе има пациенти кои што и на 20 години ми доаѓаат, кои што имаат спондилозни промени, претежно женската популација. 20-25 години ми доаѓаат пациенти кои што се претежно машка популација со дископатија на кичмата, така да веќе границата малце повеќе се спушта во однос на овие дегенеративни промени на рбетниот столб, како резултат на сите оние претходни нели причини за појавување на оваа симптоматологија, од се поголемиот престој, да речеме, кај младата популација во школите, во забавиштата, во училниците, дома доаѓање нели телевизори, таблети, компјутери и после тоа нели и телефоните што ги цело време прават муабети на телефони, а онаа спортска активност, односно спортување го има све помалку. И затоа доаѓа веќе помладата популација, доаѓа до проблематика која што не беше пред 10 години за нив карактеристично, нели карактеристично за нив беше спондилоза, кифоза, сколиоза, кифоза и рамни стапала. Иначе оваа другата проблематика, дископатични и шилци во врат или во кичма беа за повозрасна популација, меѓутоа се менува веќе цела ситуација, така да треба нели младината што повеќе да правилно да седи, да си ги коригира уште од млада возраст, уште од дечиња, од бебиња кога се, нели да им даваме Д витаминче за коските, па потоа кога ќе почнат нели да се движат, да ги пуштаме да си одат на 4 ножки што викаме нели народно, значи да си лазат, па кога ќе пројават желба, тога сами да си одат на ноџење, нели не да ги силуваме ние со дубачење и со раце, ајде одите побрзо, нели порано да ни што велат самото детето ќе се побара кога треба да. Да, и нели правилна исхрана, Д витамин да им се дава и за време на детската возраст, на тинеџерството, каде што има на голем развој нели на мускулниот систем, на коскиниот систем, тука да има правилна исхрана, нели исполнета со спортски активности. Значи да ги пуштаме децата, сега има и доста спортски терени, еве и во нашата општина Аеродром има доста фитнес и клубови кај што си одат, сигурно и во другите општини е доста застапено, така да ги советуваме младите да и во школите исто наставниците, професорите да малце обрнат повеќе внимание на оваа проблематика. Потенциравте дека повеќе застапено кај женскиот пол, зошто е тоа така? Па женскиот пол, нели, послаба мускулатура има на вратот и тука доаѓа цела и хормоните тука се во прашања, послаба мускулатура, понежни се, додека кај машката популација доаѓа проблемот, меѓутоа како резултат повеќе на неправилното вежбање. Сакаат на брзина да стават мускули, да се направат билдери и додат нели после тоа на море или на езеро и да се покажат.
треба да има претходна припрема од неколку месеци и кога ќе се оди во теретана не значи да се дига голем терет. Теретот за секој треба да си се дозира индивидуално. Таму има професори по физкултура, нели, што завршиле во ДИВ, и тие им укажуваат на тоа, меѓутоа младиве многу не слушаат, дига све поише терет и да направат се поголема мускулатура. И при тоа дигање, при таа неприпременост, незагревање, доаѓа до тоа смачкување на дисковите, при што доаѓа нели до дископатични и оние поголеми влошувања дискус херни кои што ги има нели на кичмата и доаѓа до целона симптоматологија и на вратот, и на грбот, и на кичмата. Сега од детска возраст исто важно. Ако имаме една кифоза, тоа значи една поголема кривина напред-назад, односно искривување, подгрбување, да го наречеме, да не разберат гледачите. Така. Тука исто доаѓа до поголеми проблеми во вратот, бидејќи кривината на торакалниот дел, на грбниот дел се зголемува, вратниот дел си има и тој кривина, ја викаме вратна лордоза, Така. и доаѓа до поголеми, прашлените меѓу себе си имаат некој агол на поставеност, пршлен до пршлен. Ако таа кривина, односно кифоза, подгрбување поголемо, се зголемува аголот меѓу вратните пршлени, се зголемува аголот меѓу торакалните, лумбалните, и тука доаѓа до поголемо нагмечување. Затоа сите оние кривини за време на детството, ако се регулираат понавремено, ќе се превенираат овие дегенеративни промени од вратот па до грбот и до кичмата. Исто сколиозата, искривување нели на една или на друга страна може да биде дупла. Исто и таа придонесува исто на вратните пршлени да ги притегаат повеќе вратните дискови и да дојде до нивно нели нагмечување, до дископатични проблеми на вратот и да ни даде целова симптоматологија која што претежно почнува како болки во вратот. Значи прв симптом што се дава при овие промени е болки во вратот. Меѓутоа не често доаѓаат пациентите без болки, доаѓаат со трнење во рацете, со вртоглавици, нестабилност, гадење. И сега целата симптоматологија на прв начин личи дека нешто е проблем со главата. И затоа сега и ние како лекари, специјалистите и матичните лекари испраќаат на неврологија, невролозите им прават ЕМГ или некои други исследувања, рентген исследувања. Ќе се види дека проблематиката од кој до мене и така да тој начин диференцијално диагностички мора да ги не може одма да знаеме што е како е, така да со текот на овие исследувања ние ги откриеме правите причини и го донесеме оно правилно лечење. Сега тргнуваме од рентгенско испитување, имаме пософистицирани испитувања како компјутерот, магнетната резонанца, потоа ЕМГ-то кое што ни користи за испитување на нервите во кој степен се оштетени. Најважна ни е анамнезата, кога ќе дојде пациентот да го прашаме од кога е проблемот на вратот, како настанале проблемите, дали проблемите ги добива после работно време, исто така важно, или дали ги добива при станување са вајле. Има голема разлика одма диференцијално диагностички, ако е после работа, приквечер значи од замор. Или работно време, ако е рано наутро? Ако е рано наутро, одма тука сумњаме дека нешто е до перницата несоодветна, или до душекот. Сега ортопедска перница, нели советуваме, вика па земав ортопедска перница, и повторно покава вие голема ни ортопедската перница. Така. Значи ортопедска перница има ниска, средна, висока. Така. Затоа први викам, вие на обични перници, спите 3-4 дена на перница, ниска. Така. Па ставите уште една повисока, врз нејза спите на средна. 2-3 дена спите на висока. Значи, А како е подобро за овој проблем да се спие на повисока перница? Па тоа е цела работа. Така. Секој човек си е различен. Значи секој како ќе се чувствува дека му е секој добро. како ќе се чувствува. Затоа реков да се спие на различни перници, да се види која е ортопедската перница за разлика од другиве перници, е тоа што има мемори пенас, има посебни нели оние вдлабнувања кои што зазимаат анатомијата на вратот и фактички прават помал притисок на еден дел од главата. Така да таа нели со мемори перница што ја викаме ние, таа се завзема на целата површина на главата притисок да има, не на едно место за да дојде до болка. Така. Бидејќи ако на едно место перницата е потврда, доаѓа до болки, да речеме, на вратните мускули,
толку јаки што мислиме дека нешто во главата имаме. Толку јаки болки некојаш пациенти доаѓаат кај мене што вика нешто имаме во главата, нели се помислува на најлошото. Така. И така да на тој начин ги... Тука ќе ве прекинам, се разликуваат ли главоболките предизвикани од проблемите со вратната кичма од оние обични главоболки? Има ли некоја специфика во главоболките кога станува збор за овој проблем? Да, еве тука невролозите во тој домен повеќе ќе диференцијално диагностичка. Главоболките се разликуваат, ако да речеме мигрена. Таа почесто ќе боли, да речеме, на едната половина од главата. Така. Предходно имаме некоја аура која што се појавува, така да после веќе неколку пати пациентите си знаат дека ќе имаат некои главоболки кои што потекнуваат нели од мигренозната состојба на пациентот, така да превентивно одма се изимаат аналгетска терапија или седативна заедно комбинирана со седативна терапија па со витаминска терапија, на тој начин ја превенира да не дојде до поголема болка, нели може да биде со гадење, со повраќање, меѓутоа толку се слични. Така. Толку се слични овие болки во главата, односно главоболките и затегнатоста, што затоа ни треба и на нас специјалистите ни треба првин диференцијално диагностички гледаме, па потоа да откриеме и невролозиве, и ние физијатрите и ортопедите, значи мораме да направиме исследувања за да видиме што. Сега од поширока анамнеза ќе видиме дали порано имало, како имало проблеми пациентот, што е причината еве со овие следувања. Имаме тестови кои што ги да речеме ќе ги легниме па или ги наведнуваме, гледаме од која страна повеќе, ако има затегнатост на мускулатурата, на една страна значи има искривување на тој дел. Значи доаѓа од тој дел. Сега ако нешто не е јасно, тогаш почнуваме со диференцијално диагностички, од лаборатории, од рентгени, од компјутери, магнетни резонанции, ЕМГ испитувања и на тој начин да нели да откриеме. Во медицината има некојаш и малце потешко и каде што и ние малце се мачиме за да дојдеме до правата вистина, а често пати нема па и една проблематика, него има повеќе проблематика. Има проблеми со интернистички, па има невролошки, па има психолошки, па има ортопедски и широк. И сега широка лепеза на симптоми. Да, тука треба ние лекарите нели со нашето искуство знаење како да се пристапи, да се реши проблемот. Да. Ајде уште еднаш ќе се обратам до нашите гледачи, значи говориме на тема вртоглавици, главоболки, дископатија на вратна кичма. За сите оние кои што не следат, ако некој има ваков проблем, како што кажав и на почетокот, може да се јави на нашите познати телефони кои што може да ги видите на екранот и да се приклучи во нашиот разговор. Доктор Толе, кажавте дека кажавме многу работи во однос на еве и на главоболките и на симптомите дека се испреплетуваат и така натаму. Се споменува дископатија, дискус хернија и шилци во вратот. Дали се тоа некои слични проблеми или пак има тука некоја разлика? Да, тоа секој пациент скоро ме прашува. Што се шилци на вратот, односно ние ги викаме спондилоза, вратна спондилоза или спондилози cervicalis. Кога тоа се прашлените на вратот поради различни деформации, тоа коскено ткиво на прашленот буја, хипертрофира и прави шилци. Може да биде како резултат на сите оние што ги спомнавме, меѓутоа главна или како резултат на дегенеративна работа или па може да биде како резултат во поголем процент на остеопороза. Ајде да слушнеме, имаме гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до модителката и до докторот. Ја вака, има остеопороза веќе, тоа одамна ми е, али има со доплер проширени вени. Сега да ми каже докторот, дали миотека е ноди, дали од проширени вени отека е нодиве или од миотека е сега зедов чорапи ми дадоја, ама од чорапите бетен ме боли нодите, нема адиносови еластични. И сега од што е, дали од реума, од што би можело да се отосите? Добро, ви благодариме. И дали од многу проширени вени има. Са нема адина со чорапите и остави 2-3 дена и носец готово. Бетен ме более ноќеска. Добро. И отоци има панодите. Така доктор да ми каже што мои отоците од проширени вени или од
Така. што си има и остеопороза и се има болки. Добро. Ето ова прашањето ми е и поздрав многу. Ви благодариме што не следите и што се јавивте. Доктор Толе, од што би можело отоци на нозе да се јават? Еве со оглед на тоа што мислам дека слушнавте кои проблеми ги има нашата гледачка. Да. Тоа што кажавме, значи не е еден проблем, него Повеќе проблеми, секогаш така. така има повеќе проблемчиња. Така да остеопорозата е главен причинител. Кај коските, кои што коските се деформираат, прават едно буење, кое што тоа буење оди во правење на шилци, а тие шилци, односно ги викаме нели спондилоза, дали е вратна, дали е грбна, дали е на кичмата, лумбална, прави своја проблематика што ја кажавме на вратот. Така. Нели потоа вените што се проширени, нели со исследувањето, тоа е друга проблематика. Имаме гледач? Ајде да го слушнеме гледачот, па ќе се надополниме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Да прашам доктору, може нешто. Повелете да слушаме. Јас имам болки во вратов, се снимав, ми најдоа шилци на вратов. Така. И воопшто не можам нагл да спијам, нагла. Тука негде некој центар ако ме потиска на глата, назад и на тилу и не можам да спијам, после цела ден глата ме боли, ми се врти и ми се повреќа. Така. На рентген ме сниме, ми рекоа дека се шилци. Исто имам и спондилоза на третиот, четвртиот пршлен. Стеснување. Дали досега Сакам да прашам докторот дали од ова од Атласов што го кажувате и што е првиот пршлен боли од така, дали може да има такви последици тоа да боли глата така? Така. И исто и ушето лево многу ми зуја. И ушите ви зујат. Па да, сите оние симптоми кои што ги кажавте се поклопуваат во оние кои што ги имате како нели диагностика во однос на нели дискус хернија, колку што кажав, спондилоза. Што ќе одговорите? Кај првата гледачка од што конкретно би биле само и отоците? Значи во прашање се проширени вени. Дали од вените се отоците или од реума? Што може да има, значи има улога? Има улога вените. Добро. Проширени се и тоа е еден показател кој што од тоа еластичните чорапи што се дадени се во ред. Така. Меѓутоа се не знам јачината, која јачина има прв, втор, трет степен на еластични чорапи кои што се носат. Меѓутоа се даваат и креми за вените, се даваат тука за циркулација, за подобрување на циркулацијата. Така. Лилани, ајде да вклучиме уште еден гледач, некако да ни не чекаат. Добро вечер. Ало, добро вечер. Така, повелете. Ме интересира, докторо, да го прашам што е тоа аура. Аура, добро. Благодариме. Ви благодарам, Да. пријатно. Што е аура самокусо, па да одговориме на втората гледачка? Ја покушавам повеќе народно да кажам, Така. ама ќе ми излета и по некој медицински збор, така да ворете што го постави во прашање да не остане Така, неодговорено и нејасно. неодговорено. Значи за првата гледачка ќе треба значи да пие, најверојатно има дадено терапија за циркулација. Добро. Креми исто така кои што треба да се нанесуваат на нозете. Треба да се кажува кога е во позиција на мирување да се подигнуваат нозете, да се дренира крвта. малку да се Јас тука би дал и некоја витаминска терапија, значи витаминска терапија за остеопороза и витаминска терапија за заекнување на вените, односно на крвните садови, од групата на колагени. Значи и за остеопороза и за Втората вените. гледачка со оглед на тоа што сите симптоми се поклопуваат. Да, има спондилоза, да. Кај спондилозата има малце разлика меѓу спондилозата и дископатијата. Спондилозата, односно шилците на вратот. Спондилоза значи шилци на вратот, добро, да. така. Ја даваат ова проблематика повеќе, бидејќи идат во мускулите повеќе, ги заекнуваат мускули, ги го појачуваат тонусот на мускулатурата и циркулацијата. Смелуваат, нели, тука артерија вертебралис која што ги искранува, доаѓа до нејзино компримирање, послава циркулација на крв и оксигенација на нервите и ткивата на мозокот и доаѓа до овие проблематики, до вртоглавица, до гадење, до главоболки, зуење во уши и така натаму. Иначе за гледачката тоа третата што кажа дека Што е аура? Што е аура, тоа е оние симптоми што следува за да настане главоболката, односно мигрената. Значи се осеќа, пациентот се осеќа како помалак сан,
светлото му пречи, бучавата му пречи, почнува тежина во главата. Досеќа тие се оние први симптоми што ги викаме аура, односно симптоми што предходат на оние јаки главоболки, мигренозни главоболки, тоа е тоа аурата. Значи и тогаш да се даде терапија, со помала терапија може и послаба да делуваме да не дојде до јаки симптоми. Исто и втората гледачка, колку што се сеќавам, праша за првиот вратен пршлен атлас, од колку има улога во однос на овие симптоми, ако е веќе нешто изместен. Вратен Кажавме ние на почетокот, меѓутоа ајде да повториме за тоа е тој проблематичен што нема диск меѓу него и главата, кој што денеска е поактуелен и на негова сметка се многу овие проблеми се става. Така, да, некако за се е крив првиот вратен. Да, првиот вратен, па има сега терапија баш за него, меѓутоа не може тој да е само проблемот, а другите вратни пршлени да се воре, све е поврзано. Дури према мојата статистика, и оно искуство што ги имам, највеќе страда C5, C6, односно петиот вратен и меѓу петиот и шестиот вратен, тука најголемите проблеми настануваат во вратот. Значи во најголем процент, иако и меѓу другите настануваат, каде што еви првиот е важен поради таа негово изместување. Доктор Толе, немаме уште многу време, а би сакала само да објасниме за она што почнавме, која е разликата помеѓу дискус хернија и шилците во вратот. Значи, предпоставам тука да ги објасниме на гледачите, има разлика. Затоа им реков и на пациентите, денеска ме прашува и викам, гледате ме на ТВ Сонце и така и нели за сите, не да се мачам поединечно, зашто нема и многу време нели на секој убаво да се објасни. Шилците представуваат хипертрофични промени на пршлените. Така. На вратот, односно прават исто како шилчење. Пршленот е нели како квадратест, а вака прави како шилчење. И се гледат како иглички, зависи, има некои како клюнови, големи се. А дископатијата тоа е дискот, односно оној раскавичен дел што се наоѓа помеѓу два пршлени и благодарение на него ние се движиме и вратот, нели напред, назад, лево, десно, вртиме една на друга страна. Тоа амортизерче кој што ни дава движење на ово. Сега кога ќе се смачка, кога ќе дојде два пршлени, како што се еден врз друг, тие доаѓаат до притегнување поради дехидратација на дискот, викаме, односно сушење на дискот, и тој се смачка како издишана гума на кола и доаѓа до притегнување дали на нерви, дали на рбетен мозок, бидејќи тој некаде оди. Тоа е како гумено тело и тоа е дископатија. А ако пукне дискот, односно внатре во неговата внатрешност има едно желатинозно тело. Кога ќе пукне значи дискот, тоа желатинозно тело излегува и удира дали во нервите на една или на друга страна, или поди во рбетниот мозок, во рбетниот канал. Значи, тоа е разликата, симптоматологијата и за едното и за другото е на некој начин исто. Да, слични се. Так. Доктор Толе, што од кога се тоа ќе се диагностицира? Предпоставам, како што кажавте, многу од луѓето имаат вакви проблеми, возраста, кажавме, веќе не е тука присутна, дали е некој помлад, некој повозрастен, значи застапено е дури и кај помладите, што кажавме порано не беше случај. Што се презема после? Овие некако состојби тешко се лекуваат, може само на некој начин да се ублажат, како да кажам, овие симптоми да не бидат толку изразени и како што нели се знае дископатијата веќе кога ќе се случи нема назад, него само може некако да се стопира. Како оди лекувањето и санирањето е малку накусо да го образложиме бидејќи немаме многу време. Шилците си постојат, дисковите нели ако се дископатични си постојат, меѓутоа кога доаѓа пациентот кај нас, ние физијатрите првин им даваме медикаментозна терапија да ја смалиме или анулираме болката, односно болката што помалце да биде, бидејќи кога ќе се примени физикална терапија прави реакции. И сега ако има болки, ние физикална терапија ако направиме ќе добијат уште поголеми болки. Меѓутоа и покрај физикална терапија се даваат суплементи за остеопорозата. Дали даваме за екнување на коските да не се смачкуваат пршлените да ни прават шилци. За дисковите даваме суплементи во однос на глукозамин, кондроитин, хиалуронска киселина, колагени. Тоа се суплементи кои што ги даваме за една рехидратација и на дисковите, и на сите раскавици и лигаментите тие. Витаминска терапија нели за нервите, бидејќи тие се исто иритирани, односно и тие нели ни покажуваат симптоматологија, нервите покажуваат симптоматологијата. Даваме Б витамини, магнезиуми, креми за масирање, даваме совети.
Значи како да се седи на школа, на работа, дома, да се спортува, даваме совети значи за пешачење кај повозрастната популација, кај помладите, нели, спортување и нели совети за правилна исхрана, сепак да, колку влијание има исхраната во однос на овие проблеми со оглед на тоа во објавувањето на симптомите? Има ли улога што ние ќе јадеме и што ќе пиеме денес? Точно. Дали ќе може, например, да ги облажиме симптомите или да ги иницираме пак да се појават? Точно. Исхраната е многу важна, нели, да се јади. Наку со што се препорачува? Полесна храна, пржена, варена? Неколку пати во текот на денот, да биде што помалку обработена, би рекол јас храната, значи што поприродна, да биде што помалку прскана, значи што можеме да најдеме поквалитетни производи, да се јади разновидни исхрана, да се јади нели, супа, манџа, да се јади зеленчуци да се јадат, овоше да се јади, салати да се јадат. Значи све да се јади умерено во однос на тоа. Дури ја и кај остеопороза не викам да се јади многу урда, многу сирење, затоа постојат суплементи, витамини, што тие со едно апче се регулира сето тоа и нашата физикална терапија. Никако да најдеме време, малку убаво да ја објасниме, меѓутоа сепак е она може би една цела емисија па само за тоа ќе е шлак на посветиме. торта. Значи ќе се направи тортата и физикална терапија доаѓа како еден шлак на торта. Обично се препорачува за оние луѓе, извинувам што те прекинувам, за оние луѓе кои што имаат проблеми од ваков вид, 2 пати во годината да се применува физикална терапија или по потреба? Зависи од симптоматологијата. Може да се применува, може и 2 пати годишно да се може и повеќе од 2 пати? Нема да има никаква штета? Може, не е за штета. Иако физикална терапија, знаат, има и струи, има и магнети, има и зрачење, сепак е тоа една енергија што ја аплицираме кај луѓето. И затоа кај секој пациент ние треба да видиме здравствената состојба, има контраиндикации што физикална терапија, дали може да ја примениме или кој од нашите третмани, процедури можеме да ги примениме кај некој пациент. Физикална терапија, тоа збориме за апарати, меѓутоа тука постои кинезитерапија, постојат вежби, постојат бањско лекување, па и хомеопатија, киропрактика. Се што може да се акупресура и така натаму, значи веќе се проширува и физикалната терапија. Значи да заокружиме некако, иако многу работи остававме недокажани. Значи многу е важно првин да се диагностицира точно што е проблемот, да се реагира, да се води здрав начин на живот, да се јаде што повеќе свежа храна, значи и готвена храна и да се има физичка активност. Дали можеме тука вака да ги сублимираме овие работи? Во едно, за да што помалку дојде до споменатите симптоми кои што ги наведовме како почетни? Да, и мислам уште едно е важно, стресот. Стресот, кој што навистина е стресот, да го спомнеме, значи дружење, пешачење на планини, пешачење на зелени површини, малце да се дистанцираме од цивилизацијата, што помалку употреба на електроапарати, на мобилни телефони, бидејќи тие се штетни, да знаат, многу се штетни, електрониката е многу штетна за здравјето на луѓето. Доктор Толе, јас ви благодарам за денес. Се надевам дека за сите овие проблеми кои што ги имаат нашите гледачи и ваши пациенти, ќе можете да им помогнете како физијатар кој што секојдневно нели ја работи својата работа, па доколку оние кои што не следат во моментов и сакаат нели да стапат во контакт со вас, потенцираме секогаш можат да го добијат вашиот телефон во нашата телевизија веќе од утре, а инаку можам исто и да кажам, како што кажав и на почетокот, доктор Толе работи во поликлиниката Јане Сандански во Аеродром, па и таму ќе можете да го добиете за поопширно, нели, да можете да ги посоветувате и да им кажете што и како за нивните проблеми. Уште еднаш ви благодарам за денес, па во некоја следна емисија повторно некоја ваква интересна тема и потесна тема се разбира кога стана збор за овие проблеми. Ви благодарам вас на поканата. Почитувани мои, тука некаде и јас ќе ве поздравам за денес. Ви благодарам за вниманието. Се надевам дека бевме интересни и останавте до крај со нас. Секогаш заборавам да ги кажам репризните изданија вечерва негде после полноќ, утре наплатне, во четврток наплатне, така да можете повторно да слушнете се што кажавме за оваа тема. Во оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, повторно се гледаме за 7 дена во исто време, а вие останете и понатаму на нашата фреквенција бидејќи следува централното издание на Дневникот.